Сите што не ја почитуваат мерката за самоизолација заради заштита од коронавирусот да бидат спроведени во државен карантин и против нив да биде поведена соодветна постапка, а трошоците за време на престојот во државен карантин ќе бидат на товар на лицата што не ја почитувале оваа мерка, одлучи владата на седницата синоќа. За ова се задолжува Министерството за правда во соработка со Министерството за здравство да подготви соодветна уредба со законска сила во која правно ќе ја нормира целокупната постапка за спроведување во државен карантин. Владата ја заложи Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство да подготви детален писмен предлог со мерки и препораки за воведување најстроги рестриктивни мерки за спречувањето, внесување и ширење на коронавирусот, како забрана и посебен режим на движење на територијата на земјава за време на ден и во ноќ, организирање на јавниот превоз, сменско работење, опфатени категории на лица по возрасти и да го достави до владата за седницата што ќе се одржи денеска. На денешната пак седница владата треба да присуствуваат и двајца епидемиолози кои ќе определат министерот за здравство Венко Филипче, за да ги образложат предложените мерки и препораки. Според обвинителството, околу 40 лица од Охрид, Ресен, Битола, Струмица, Команово, Струга и други градови досега се казнати зашто не ја почитувале обврската за самоизолација во рок од 14 дена, оти се вратиле од некои од земјите со висок и среден ризик за коронавирусот. Вкупната бројка на регистрирани пациенти позитивни на коронавирусот во земјава се зголемува, соопшти Министерството за здравство синоќа. Досега се регистрирани заболени од Скопје, Дебар, Гостивар, Охрид, Штип и Кавадарци. Вчера во текот на 24 часа беа диагностицирани коронавирус кај 28 лица. Пациентката од Дебар, која беше меѓу тројцата првозаболени, е во критична состојба.